Денешната тема е дека се уморив да објаснувам дека начинот на кој што јас работам и мојата екипа со Herbalife не треба да се продава и не треба да убедувате никого. Значи, стварно се уморив ова да го објаснувам и се уклучив на овој лайв само за да ми се зачува све ова што ќе го зборам сега и да ми биде објавено на профил. Значи, точка број 1. Ништо не продавам, погледнете ми го профилот, видете дали продавам нешто. Значи, ниту моите соработници не треба ништо да продаваат. Некој има луѓе што ми викаате како може да работиш мрежа маркетинг, а да не продаваш. Ета така фино, сум нашла начин и стратегија. Им помагам на луѓе да се чувствуваат подобро во нивната кожа, да постигнат своја фит цел преку комплетна услуга која што ќе ја добијат од мене. Производите буквално им доаѓаат гратис, затоа што ако го наплатам се тоа што го давам, ќе биде многу скапо. Затоа што давам индивидуален план за исхрана, комплетно снимени тренинзи за вежбање од дома кои што траат 10 до 15 минути, може да вежбаат, може да не вежбаат моите клиенти, ќе ослабат во секој случај, повеќето се заслабеени, имам и за мускулна маса. На некому треба повеќе енергија, а некој подобар имунитет. Како и да е. Производите не се заслабења, производите не ги продавам. Луѓето од мене ја добиваат мојата услуга, моето знаење, мојата поддршка 24/7, да сум тука за нив и да ги водам низ целиот процес. Не е ова онлайн програма, они да купат нешто, па што биде нека биде. Не. Нема кај мене само производ да се земе, не ни давам, мислим, има случај на луѓе да ми побараат дај да купам шейк, ќе ти направам програма, не се доплаќа за програмата, значи зима 2 производи минимум, добива од мене индивидуален план и така натака се што набрев претходно. Значи само шейк да купи не може. Има луѓе што сум ги вратила, што ми рекле па добре ќе познавам некој таму и ќе купам од кај него. Слободно. Зошто го правам тоа? Затоа што не сакам некој да пие шейк или да јаде шейк, а повеќето што не добиваат план го пијат шейкот. Значи некој да пие шейк и после да си доручкува, а шейкот е доручак. Јас во случајот јадам каша и на моите клиенти им препорачувам тоа, кој сака палачинки, така натака. Значи да си доручкува и да се здебели наместо да ослабе, ако е целта слабење. И после тоа каже, јас од кај не се зема, види се здебелив. Затоа не давам само производ. Само производ може чај, може алоe. Ако побара некој, на никого не му нудам ништо. Значи јас продажба не работам. Иако ако реално гледаме, све е продажба. Па дури, интернет плаќам. Значи, таа компанија, каде што јас имам договор, продава услуга, за која што јас плаќам. Се е продажба, ама луѓето продажба рачунаат, се пенкалово, јас ако ви го понудам да го купите, колку пари давате за ова пенкало, тоа е продажба. Луѓето мислат дека продажба е размена на пари со производ. Продажба е се. Па сега, тој дел производ за пари, јас тој дел не го работам. Значи, мрежан маркетинг не се работи со продажба. Производите треба да се движат, ама не е поентата продажба. Мене многу ми е жал што има луѓе кои што буквално се нападни продавачи, лично мене, многу такви ми нуделе, буквално ми нуделе, ајде, дојде да работиш со мене, дојде да работиш со мене, купи шейк, вежбаш. Значи, ја бегав од тоа, јас 10 години бев хейтер на Herbalife, затоа што мислев дека, прва работа што мислев дека е катастрофа производ, што толку многу го нудат, сигурно е нешто катастрофа, иначе ако е добро, вали да нема толку да досаѓаат, нели? Друга работа, штом толку многу, значи сите дојди да работиш со мене, вежбаш, таргет невиден им бев на повеќето, на многу такви луѓе. Не знам точно бројка колку луѓе ми нуделе, буквално ми нуделе да работам со нив. Значи, не сакав, затоа што мислев дека треба да се продава, пошто они ми нудеа или да купам производ, или да работам со нив. Значи, јас бев убедена дека е Herbalife продажба. И тоа е мислење на повеќе од 95% од луѓето. Кој ќе слушнат Herbalife, заслабење, прва работа не е заслабење. Здрава храна е, не е заслабење. Ако јадете производи, и кој ќе рече некој ја некам Herbalife, што конкретно некеш, има 40 производи.
Тоа е кога да кажеш, не, Подравка не сакам. Подравка не, или некој друг бренд. Каква врска има името на брендот? Секој бренд има голем спектар на производи. Значи, поентата на овој лайф ми е дека за соработници со мене што ќе соработуваат, не треба да бидат продавачи, и не барам продавачи, и не примам продавачи. Мене ми требаат луѓе кои што сакаат да заработат пасивен приход во превод, чек на жиросметка, кој што јас лично го добивам од првиот месец, од како сум тука. Не добива секој чек. Некој може да се рече, ја познам еден работи 2-3 години, нема чек. Да, нема, затоа што продава. Со продажба се заработува кеш во джеп. Ама чек се добива кога работиш мрежен маркетинг. Ова е пирамида. Не. Еве некој сигурно си го мисли тоа. Не. Пирамида, значи вака изгледа, нели? И на средина на пирамидата е да речеме дека е некој банкарски службеник, кои се шансите да стане директор на банката? 1 на милион, ама буквално 1 на милион, нели? Сега да речеме кога зема некоја плата од 35.000. Значи над него има менаџер на сектор, менаџер на банка, директор или што и да е. Така? Дали он може да зима платата што ја зима директорот? Скоро па Mission Impossible, нели? А дали он е најсиромашниот во банката по прилив на средства на месечно ниво? Не. Има под него и некој што е ново вработен. Има под него некој што е чистач, нели? Обезбедување. Значи, дали чистачката може да работи на шалтер на банка? Не може, така? Тоа ви е пирамида. Во мрежен маркетинг, конкретно во Herbalife, ако работите мрежен маркетинг, ако не сте продавачи, значи, јас, ако работам повеќе од мојот ментор, преку кој што јас сум влегла во оваа компанија, јас можам него да го одменам. Ние тоа го имаме во тимот. Значи, во пракса го имаме. Личност која што е тука повеќе од 15 години, менторот е тука повеќе од 20 години, личноста што е тука 15 години е повисок статус од менторот кој што го приклучил во оваа работа, и таа личност што е погоре заработува помалце од тој што влегол преку него. И знаете што? За разлика од класичен систем, него му одговара, среќен е, се радува за него за успесите и он заработува од тоа. И не, ако некој се приклучи преку вас, тоа не значи дека, тоест еве сега некој кој се приклучи преку мене компанијата не ми зима од неговиот дел па мене да ми даде он да работи за мене. Тука нема некој што работи за некого. Секој тука работи за себе. Секој работи за себе. Тоа што од мене го добиваат моите соработници кои што ќе ги одберам да соработувам со нив. Значи, јас знам дека многу луѓе познаваат некој што е во Herbalife и мислат дека само ни треба да посакаат да се приклучат, и во најголем дел од случаите да така, само треба да сакаат и еве ти членство може работи. Јас така почнав. Ама сега, не сега, веќе година дена е така, 2 години сум вкупно, не примам било кој во мојот тим. Зашто? Затоа што не бирам на кого ќе отрошам моето време, на кого ќе му го пренесам моето знаење, колку таа личност е квалитетна и колку ги исполнува работите кои што јас ги барам. Што барам? Барам да е човек од збор, да е одлучна личност, да не е гајле за тоа што ќе каже околината и нормално да е свесна дека за да започне било што, дека треба да инвестира. Така сум започнала и јас, така започнале сите. И едно одење на работа е инвестиција. Значи, одиш на работа, така, трошиш пари за превоз за цел месец, трошиш пари да јадеш, трошиш пари да се облечеш. Све е инвестиција, луѓе, нема заработка без инвестиција. Нормално дека и во ова треба да се инвестира. Во што? Во храна. Храна која што првенствено ти ќе ја јадеш и секако јадеш секој ден. Ништо страшно. Значи, сакав да кажам дека за работа со мене во Herbalife не треба да продавате ништо и не треба да убедувате никого.
Не само што нема убедување, туку и не примаме секого во тимот. Како се работи точно, тактиките и стратегиите се дознаваат откако некој ќе се приклучи во тимот. Да, јас со луѓето кои што ќе стигнеме до некој ниво на комуникација, ќе нафрлам нешто како се работи. Ама нормално е кога не можам да кажам се. Затоа што конкуренцијата, мислам, јас немам конкуренција, ама луѓето кои што ме доживуваат мене како конкуренција, се секогаш тука некаде. Така да, начинот на кој што работам, го дознаваат само луѓето со кои што соработувам. Уште еднаш, сума сумарум, не треба да се продава, не треба да се убедува никој. Чао!